Благодарам, почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван македонски народе. Јавно стигнавме до ликвидација. Еден поим кој го знаат повозрастните, беше карактеристичен за 90-тите години, кога во ликвидација многу фирми пропаднаа. Сега државата прв пат се соочува со зборот ликвидација. Да расчистиме една работа. Околу кредитот добро е во ситуација кога имате криминогена влада да имате аранжман со ММФ и затоа ќе гласаме воздржано, за да јавно Меѓународниот монетарен фонд виде со што се соочува Република Македонија. Се соочува со корупција, со невидено расипничко трошење на народните пари, со буџет кој сам по себе не е одржлив. Таквото владење со Република Македонија во континуитет 5 години доведе во ситуација да се зголеме јавниот долг на 7,3 милиарди евра во моментот, со взимањето на последните кредити 8 милиарди евра задолжување на државата. И тоа не значи дека овде ќе престане оваа влада. За до година се планираат уште 1 милиарда задолжување и тоа веќе значи хаос во државата, во економијата и во финансиите. Буџетот до година е планиран повторно врз база на земање на кредити, земање на заеми и многу тешко сервисирање на претходните земени кредити. Од таа причина многу добро е срочен насловот на овој заем, предпазливост и ликвидација. Значи, повторувам, државата е доведена во ситуација да биде ликвидирана во однос на финансиските аспекти. Што е најлошото во целото ова сценарио? 5 години државата зема кредити и никако парите да пристигнат или да осетат некој бенефит граѓаните на Република Македонија. Граѓаните си ревносно плаќаат такси, даноци, во некои ситуации казни и така натаму, сите тие пари завршуваат во буџетот. Кога парите од буџетот треба да се вратат кај граѓаните, воопшто нема камбек, нема поврат на парите. Сите граѓани се посиромашни од оваа влада и од ваквото водење на финансиите. Инфлацијата сама по себе е 20% оваа година, 20%, а кај храната инфлацијата по статистика е помеѓу 30 и 50%. Тоа значи за 30 до 50% сиромашните кои немаат можности да купуваат нешто повише, луксус и така натаму, се посиромашни од оваа влада. Парадоксот е уште полош. На така зголемените цени се плаќаат поголеми даноци, поголемо ДДВ и така натаму, и повторно владата кјари од таквиот расипнички однос, односно од дивењето на инфлацијата. Владата, овие денови гледаме дека се дрзна преку истурени пратеници од комисии за образование да скрати и на студентите. Збориме за кризи, како студентите да немаат воопшто криза во животот, да не се соочуваат со инфлацијата, да не се соочуваат со пандемијата. И се дрзнаа да го скратат студентскиот оброк. Само ги охрабрувам студентите да обстојат во борбата за своите права, затоа што ги заслужуваат. Почитувани студенти, владата се задолжува пола милиарда евра, а оваа иста влада нема пари за субвенциониран оброк. Која пародија, кој резил го живееме денес? Се крати и на пензионерите. Условно ми се дава некоја мала помош, мало зголемување на пензиите, а од друга страна голем број на пензионери се префрлаат во статус на плаќање на здравствени услуги. Многу повеќе дел од пензионерите ќе дадат за здравствени услуги, затоа што ќе треба да плаќаат кофинансирање, отколку што ќе добијат од државата. Лоша е состојбата и со фирмите.
Владата упорно набавува скапа струја. Само и само да се поголеми провизиите кај некои фирми кои се занимаваат со трговија на струја. Никако да профункционира домашното производство, никако да го видиме трафостаницата за третиот блок во Рек Битола. После година и кусур, повторно немаме известност дека Рек Битола ќе работи со соодветен капацитет да се задоволат потребите само на граѓаните, камоли пак да произведеме малце струја да го помогнеме стопанството. Плаќаат ископјани преку скапото парно, преку сделките кои владата упорно ги бутка преку Мак Петрол, кој плаќа 2 пати, 3 пати поскап газ од тоа што им го понуди опозицијата, за да набават газ и да направат бизнес сделки. Затоа се, почитувани граѓани на Република Македонија, овие задолжувања, за да се најдат пари за вакво расипничко владење. Владата веќе е изгубена во просторот, во времето, не знае каде да се обрати за помош, каде да се обрати за кредити. Срамно беше подметнувањето на законот од ЕБР, Европската банка за развој, за кредитот за енергетска одржливост. Парите од 100 милиона евра требаше да бидат наменети за промена на технологиите во термоцентралите, не за купување на струја. Значи, владата повторно и овде се дрзна да направи аранжман со кој би купила струја денес за утре, а во 2025 да останеме без термоцентрали, без собствено производство и целиот систем на енергетика да крахира. Единственото добро во таа цела приказка е што овој кредит не се земаш. Сосема разбирливо е кога имате ликвидација на државата, кога сте пред ликвидација, дека нема развојна компонента. Тоа не го ни очекуваме од оваа власт, не го очекуваме ни од новите кредити. Граѓаните покрај тоа што нема да видат бенефит, нема да видат нити нова инфраструктура, нити ново здравство, нити нов клинички центар, нити нова гасоводна мрежа, ништо нема да видат што значи развој на државата. Повторно, само одржување на ликвидност, до кој момент и самите во владата не знаат. Македонија зима кредити, не ги одржува обврските према тие кредити. Верувам дека тоа ќе биде случај и со овој кредит, ќе се земат првата, втората транша и ММФ многу јасно ќе чукне на портите на вратата и ќе каже не сте одржливи, не си стоите на зборот, повторно трошите расипнички. Ќе ве спомнам само за клиничкиот центар, за кредитот кој е земен од времето на ВМРО ДПМН, за клиничкиот центар кој веќе требаше да биде готов. Сега плаќаме пенали со милионски суми, затоа што некој го раскина договорот само и само затоа што тоа беше проект на ВМРО ДПМН. Барем да изградеа нов клинички центар. Секоја година, секој министер, нови ветувања, нови приказни, а здравството ни пропаѓа, живееме во колапс во однос на тој сегмент од живењето. Во ваква ситуација, решењето се избори, народот нека пресуди дали сака да опстои оваа влада на коруптивни сделки, на земање кредити, на безперспективност, безразвојност и неликвидност на државата. Парите мора да се вратат кај граѓаните, за тоа да се направи, најпрво мора сите кои се огрешиле во криминал, а ги има многу од оваа владеачка структура, да одговараат пред органите на прогонот и парите да се вратат во буџетот. На тој начин ќе го наполниме буџетот, затоа што многу пари се окрадува од оваа држава, од оваа расипничко владење. Ова мора да престане, ова мора да се запре. Државата е доведена во ликвидност, затоа сме тука, ќе гласаме воздржано само за да помине законот, за да колку толку може да се одржи ликвидноста до изборите. Благодарам. Даниела Колева, Даниела Колева, реплика.